пратеничката група на ВМРО ДПМН упатувам честитки за среброто за Македонија. Дејан ни донесе радост за Македонија. Исто така честитки упатувам и до нашиот колега пратеник Дарко Костовски и до неговиот брат Борче, кој што во Дејан гледаа и заеднички направија шампион. Почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, на дневен ред на седницата на Собранието на Република Македонија ја имаме точката ребаланс на буџетот за 2021 година. Според овој финансиски документ кој што е пред нас и кој го разгледуваме и дебатираме во овој момент, можеме со сигурност да констатираме дека овој ребаланс на буџетот ќе биде уште едно неисполнето ветување, уште една лага од криминогено коруптивната влада на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Зошто ова го велам? Во извештајот од Стејт департментот се наведува дека и американските компании што се присутни на македонскиот пазар ги нотирале корупцијата и лошите услови за работа. Соединетите американски држави се сериозно загрижени за растечката корупција во државата, која штети не само на привлекувањето на странските инвестиции, туку и на севкупниот напредок на државата. Но да одиме поред. Јавниот долг во Република Македонија во моментов изнесува 7,1 милијарда евра или 62,5% од бруто домашниот производ. Ова е историско највисоко ниво на јавен долг и во апсолутен и во релативен износ. Да подсетиме, јавниот долг на 36.2017 година изнесува 4,7 милијарди евра, односно 46,1% од бруто домашниот производ. За 3 години и 9 месеци јавниот долг е зголемен за 2,4 милијарди евра. Оправдувањето, почитувани пратеници, дека јавниот долг е зголемен поради економската криза предизвикана од коронавирусот, не држи. И не е издржано затоа што и според најпреценетите податоци на власта, помошта за стопанството на граѓаните не надминува 1,2 милијарди евра, односно дупло помалку отколку што е зголемен јавниот долг. Во овој износ не спаѓа и најавениот клинички центар од 500 милиони евра. Во експозето од министерот за финансии слушнавме некои искажувања дека платите континуирано растели и така натаму. Сакам да кажам дека СДСМ продолжуваат со веселата математика, за да ги прикажат дека економската катастрофа е успех. Во последната година преку 55.000 лица останаа без работа, од кои најголем дел беа лица кои земаа најниски плати. Според пресметките на Социјалдемократскиот сојуз, доколку сите лица од најслабо платените сектори останат без работа, не би не зачудило ни фактот дека да се пофалат дека платата достигнала 1000 евра. Но реалноста е сосема друга. 600.000 граѓани живеат во сиромаштија, се испаќаат месечни плати од 2 денари и 100 денари. Се најавуваат, значи имаме примери од 2 и од 100 денари. Се најавуваат нови бранови на отпуштања, што за мене е жално, односно отпуштање во текстилниот сектор. 6200 компании, 6200 економски оператори ставиле клуч на вратата, а поради поскапувањето на горивото, поради поскапувањето на струјата, односно на електричната енергија, се случува и рапиден пад на стандардот на граѓаните. Во моментов, јавниот долг на Македонија за прв пат е двојно поголем од вкупните приходи. Тоа значи дека за да се отплати целиот јавен долг, сите давачки по основ на даноци, придоноси и останати приходи 2 години треба да се наменат само за отплаќање на јавниот долг, наместо за исплаќање на пензии, социјална помош, плати за администрација, субвенции за земјоделците, гасификација, железници, изградба на градинки, училишта и така натаму. Вкупните буџетски приходи со првичниот буџет за 2021 година се планираа на ниво од 3,5 милијарди евра, а јавниот долг на крајот на првиот квартал од 2021 година изнесува 7,17 милијарди евра. Во делот на странските директни инвестиции, Македонија е убедливо најлоша помеѓу земјите од Западен Балкан, па така во 2020 година странските директни инвестиции изнесувале под 2%, а во соседството
ги имаме Црна Гора со 11%, Србија со 4,8%, Албанија со 5,7% и така натаму. За 2021 година повторно Македонија се очекува да има најмал износ на странски директни инвестиции од 2,6% од бруто домашниот производ наспроти земјите од регионот. Според податоците на Евростат, Република Македонија забележа највисок пат над бруто домашниот производ во вториот квартал од 2020 година. Споредено, пак ќе повторам, со земјите во регионот од цели 14,9%. Или со економски жаргон кажано, економијата е во слободен пат. Но за жал и во првиот квартал од 2021 година повторно најлошо котираме. Кога зборуваме за инфлацијата, во мај месец 2021 година стапката на инфлација изнесува близу 3%, придвижена од порастот на цените на струјата, храната, но и транспортот. Кога згора на тоа ќе го дадеме и новото зголемување, кое што се најавува за 4,15 денари на горивото и нафтата, мора да констатираме дека порастот на цените на овие горива дополнително ќе придонесат за раст на цените, а можеби и отварање на инфлаторна спирала. Ако ја погледнеме проекцијата на среден рок на фискалната стратегија, ќе видиме дека економскиот раст во 2021 година е проектиран за 4,1%, а во периодот 2022-2026 година, согласно основното среднорочно сценарио, се предвидува просечен раст од 5,4%. Со кој образ владата на СДСМ предвидува раст на бруто домашниот производ од 5,4%, кога во време на владење на Социјалдемократскиот сојуз никогаш, ама баш никогаш стапката на раст не била повисока од 4%. Кога зборуваме за капиталните расходи, тие се планирани на ниво од 30,6 милиарди денари или за 6,5 милиарди денари повисоки во однос на планот за 2021 година. Но кога ќе анализираме подобро, скоро 5 милиарди денари се планирани за докапитализација на Македонската банка за обнова и за поддршка на развојот, а не за инфраструктурна изградба на земјата. Очигледен е, мораме да констатираме предизборен подкуп кој што се спрема. Неголемо зголемување има во Министерството за финансии, функции на државата 3 милиарди денари за Агенција за рурален развој. Тука сакам да ја поздравам одлуката да се исплатат, односно да се обештетат овоштарите од Росоманскиот регион, каде што беа офатени односно беа зафатени од временската непогода мрзнање, како и сите овоштари во Република Македонија. 2 денари кои што ќе се исплатат за лозарите, но истите овие се премалку и овие средства требаше да бидат исплатени многу порано. Капиталните инвестиции не треба само да се планираат, туку и да има реализација на планираното. Фокусот покрај на реализација треба да биде и на одговорност на сите државни институции кои нема да ги реализираат капиталните инвестиции за кои и биле доделени средства. За сметка на кратењето на капиталните расходи, односно кратење на инфраструктурната изградба на земјата, имаме зголемување на платите во администрацијата, односно нови вработувања, за да се задоволат партијските војници на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, односно на Заев и на Али Ахмети. Затоа, власта треба да даде информации за што ќе се потрошат следните ставки. Дополнителни 103 милиони евра за мерки за справување со COVID-19 во делот на владата. Почитувани граѓани на Република Македонија, 103 милиони евра ќе бидат доделени на премиерот, на господинот Заев, за тој да располага за справување со мерките од COVID пандемијата. 100.000 евра за надоместоци во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Артан Груби ќе добие 100.000 евра, зашто не знаеме. Дали му се потребни нови кожени фотоили, дали му се потребни нови гарнитури, дали му е потребен нов автомобил за
најновото министерство, или пак се уште има работници кои што не се прераспределени спрема рамковниот договор. Дополнителни 300.000 евра повеќе за плати и надоместоци во Министерството за надворешни работи. Дали на Бујар Османи му се потребни нови советници кои што ќе го советуваат како да се води надворешната политика на Република Македонија, па затоа му одвојуваме 300.000 евра за нови плати, за плати и надоместоци, односно за нови вработувања. Дополнителни 200.000 евра за плати и надоместоци во Министерството за финансии. Треба власта да даде информации за што ќе се потрошат дополнителните 135.000 евра за плати и надоместоци во Управата за имотно-правни работи. Дополнителни 60 милиони евра за нова програма во рамките на Министерството за финансии за справување со COVID-19 кризата за разни трансфери. Ова разни трансфери, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, тука имаме пак скриено средства со кои што ќе се вработуваат нови работници и на покрај тоа што и онака е пренатрупана администрацијата со партиската војска на Али Ахмети и на Зоран Заев. Дополнителни 511.000 евра за плати и надоместоци во Царинската управа. Значи 511.000 евра за плати и надоместоци во Царинската управа. Дополнителни 145.000 евра за плати и надоместоци за регионални центри за стручно образование и обука. Власта треба да даде информации за што ќе се потрошат дополнителните 900.000 евра за плати и надоместоци во дејностите во областа на културата. Почитувани колеги пратеници, се сомневам дека овој буџет ќе биде развоен, па затоа во моето експозе, односно во моето излагање, и констатирав дека можно е, односно се спрема предизборен подкуп, а тоа е со вработувањето на партиската војска, на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Сега, се поставува прашањето, колку ќе ги чини граѓаните политиките на Зоран Заев? Имено, буџетскиот дефицит или повеќе потрошени пари од собрани за периодот од јануари, 1 јануари до јуни, до 30 јуни 2021 година изнесува 287 милиони евра. Тоа е нов долг и за Македонија и за граѓаните. Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 2021 година оваа неспособно криминогена криминална влада на СДСМ го задолжи секој граѓанин за нови 150 евра. Ако го земеме периодот на владењето на оваа криминогено криминална и коруптивна влада на СДСМ од 2017 година до денес, ќе видиме дека секој наш граѓанин на Република Македонија, без разлика од најмал до највозрасен, од бебе до пензионер, секој е задолжен, секој граѓанин е задолжен по 1500 евра. Или сликовито, едно 4 членов семејство, маж, сопруг и 2 деца се задолжени за 6000 евра. Ако во истото тоа семејство има и мајка и татко, односно дедо и баба, 9000 евра. Од новиот долг што го направи владата на Зоран Заев и СДСМ во капиталните инвестиции, потрошени се само 1/3 од парите. Зборувам за овие 287 милиони евра од 1 јануар до 30 јуни 2017 година. Каде исчезнаа останатите 2/3 од потрошените пари или околу 190 милиони евра? Мораме да констатираме дека економијата пропаѓа, се задолжуваме, се затвараат фабрики, се затвараат работни места и така натаму. Сега го споредиме 2020 со 2021 година, возможно е економските показатели да покажат раст, економски раст. Зошто? Затоа што минатата година беше катастрофална и нормално е оваа година да забележиме економски раст. Не дај Боже да немаме економски раст,
кога се споредуваме со најлошата економска година во Република Македонија. Но поважно од тоа што ќе покажат бројките е дали граѓаните подобро живеат и дали стопанството работи подобро. Морам да кажам дека на реалниот сектор му е потребна сигурност, стабилност и поддршка. Со Зоран Заев нема да донесе подобри денови, нема да донесе европска перспектива, нема да донесе подобар стандард, ниту повисоки плати, поевтина електрична енергија, најмалку затоа што минатата година ја покачивте, ево оваа година повторно, нема да донесе помалку корупција и криминал, затоа што стигна депешето и од Стејт департментот, каде што јавно е обелоденето дека ова е најкорумпираната влада во Европа и пошироко. Колку пак пандемијата многу повеќе луѓе спасени од ковид пандемијата и така натаму. На крајот, сакам да кажам дека овој ребаланс на буџетот најмалку ќе биде развоен, ќе потенцирам, како што и претходно го почнав овој мој одговор, дека ќе биде уште едно неисполнато ветување, а секое неисполнато ветување е рамно на лага. Благодарам. Реплика пратеник од Панчо Минов, повелете.